И додека некои европски држави, како што се Италија, Словенија, Франција, Шведска, Данска, Норвешка, најавија воведување на гранични контроли со соседните држави поради страф од терористички напади, македонската министерка за одбрана Славјанка Петровска вели дека ги следат случувањата во Израел и оти државните институции во моментот немаат лоцирано закана по безбедноста на државата и граѓаните. Координацијата на безбедносно-разузнавачките служби и информациите кои се споделуваат во овој момент го верат дека нема закана, без разлика дали е тоа индивидуално кон припадниците на една заедница или кон некакви објекти. Институциите, службите, безбедносно-разузнавачката заедница будно ги следат случувањата, разменуваат информации и на национално ниво, меѓутоа се разбира и во рамките на НАТО алијансата и соодветно се подготвуваат доколку се лоцира некаков предизвик да одговорат соодветно. Како министерка за одбрана, меѓутоа пред се како граѓани на оваа држава, можам само да повикам дека што час поскоро завршат воените действија, час поскоро може да се седне на маса и да се разговара за сите проблеми кои ги поттикнале двете страни. Во меѓувреме, македонскиот претседател Стево Пендаровски најави дека до крајот на месец октомври ќе свика редовна седница на Советот за безбедност и оти на дневен ред меѓу другото ќе биде и конфликтот помеѓу Израел и Хамас. Факта е состојбата во Република Северна Македонија и мултиетничноста на нашата држава, меѓутоа и оние повратници за кои зборувате. Затоа велам, информациите кои ги добиваме од безбедносно-разузнавачките служби се многу важни, тие да бидат точни и да бидат навремени. Советот за безбедност кој го свика председателот, ќе ги размениме секој од свој делокруг, се разбира информациите со кои располагаме и се разбира дека ќе бидат предложени доколку има потреба и донесени мерки во интерес на заштита на граѓаните и државата. Во овој момент како министерка за одбрана не сум информирана за постоење на реална закана. Предпоставени можеме да предпоставуваме. Некои од државите во Европа почнаа со воведување и на мерки за заштита на евреите, но и за заштита на еврејските споменици и синагоги. Петровска вели дека доколку е потребно, а доколку се укаже некаков вид на закана, не само евреите, секој еден граѓанин на земјава ќе биде соодветно заштитен. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.